Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Времето се одгонетнува, вистината полека но сигурно секој од вас ќе дознава. Сето она што го прави секташката организација во Македонија и оние поклоници на Молохот, и сето она што го правеа со Владо Павлов и се уште го прават, и поради поврзаноста на одредена крв која што е поврзана низ моите вени. Јас одлучив од денес па се во иднина дел по дел да ви представувам. Затоа денес ќе започнеме со ова видео, а во иднина ќе имате уште многу докази поврзани за моите предци. Предци кои што навистина им бркаат во очи на ова секташка организација, кои што и покрај сето она што го прават, јас продолжувам најсилно. Како што гледам, некои успеале во држава да направат држава. Во ова наша Македонија, како што гледам, имаме држава усенка, каде што она што го гледате е само еден Холивуд, а додека некои други во сенка контролираат се, и ако не се поклоните пред нив, навистина вие сте никој ништо во Македонија. Нажалост, ова во Македонија не е од сега, туку ова со Македонија што се случува и ова држава во сенка, која што ги контролира сите политички партии, кои што ги контролираат сите нас, потекнува од многу одамна, потекнува од Цинци Легија ди Рома и трае повеќе од 2008 години. Замислете најправо, 1000 години ние немаме никакви обележја кои што се поврзани со апостоли, со Исус, кој што навистина најголемиот историчар од времето на Август Октавијан, Тит Ливи, Плутарх и многу други, никаде не го обележиле тој лик кој што навистина е многу голем. Тоа значи дека историски оние кои што требало да го представат, не го представиле. Но историски од времето на Исус ни е представено уништувањето на Бела, уништувањето на престолнината Бела, тоа е Пела, и нејзино преместување. Значи ли тоа дека после 1000 години од Исус, за време на крстоносните војни, каде што се менуваат територии и започнува создавањето на манастири, на црковни обележја, дека вистината е поврзана со нешто друго. Вистината, македонци мои, е со распетие на Македонија и ставена на крст. Затоа историчар од времето на Клеопатра VII, од времето на Тиберий, од времето на Август Октавијан, а е поврзано и времето со библискиот Исус, е Тит Ливи. Ова е едно подсетување колку време владее влашкото лоби во Македонија и зошто сите македонци се молчеливи и зошто ни се случува сето ова кое што до ден денес сите ние сме сведоци. Моје прашање на актерите и на основоположниците на поновото влашко лоби на Цинци Легија ди Рома, Накови и Цикови. Накови и Цикови потекнуваат, тоест
се префрлуваат од територија на денешна Грција на територија на денешна Македонија околу Кочанско, село Врбица, каде што создаваат две мала. Едното мало од Накови е наречено Влашко мало, а додека другото мало од Џикови е наречено Бугарско мало. Запомнете, во Врбица, Кочанско, каде што е појасот на Орион и каде што имаме 3 пирамиди, идентични на Гиза Египет, и затоа ја нарекуваме Гиза Пајонска, тоест во Кочани, селото Врбица, со доаѓањето на Накови и Џикови се создаваат две мала, каде што едното мало е Влашко, а другото мало е Бугарско, од неговиот брат, од кој што потекнуваат денес Џикови. Но мојата цел, поради кој што веќе започнувам да ги објавувам со име и презиме, а ќе ги објавуваме сите оние извршители кои што му служат на овој влашки клан, на Накови и Џикови, на ова влашко лоби кој што е настанато од Петата римска влашка легија и владее 2008 години во Македонија, ќе бидат објавени сите. Ние како македонци не треба да ни е срам, ние како македонци, како сврста нација, треба јавно и гласно да ја кажуваме вистината, затоа што оние кои што владеат со Македонија од библиското распетие, а за Владо Павлов распетие на Македонија, затоа што најголемите историчари од времето на Август Октавијан, од времето на Плутарх, историчар на Август Октавијан, Тит Ливий, историчар на Август Октавијан и на Тиберий, историски лик по оно што го гледаме од Библијата нема со име Исус. Затоа некој кој што манипулира на сметка на вистината, а тоа се сите оние учесници на кои што им е дадена Македонија од Рим, од Понтија Пилат до денес, секоја чест на исклучуци од влашката популација, каде што живеам со многу мои пријатели, но дефинитивно мораме да ја кажуваме вистината и да ги прашаме основоположниците на Влашкото мало во Врбица, Накови, и основоположниците на Бугарското мало Џикови, кои се мозок на Влашката, кои се мозок на Влашкото лоби, затоа што нели чајата се моќниот, неспособниот Накови е тука. Јас би ги прашал, затоа што гледам дека се води жестока битка против Владо Павлов овие 20 години на кој што молчев. Јас би ги прашал Накови и Џикови дали го познаваат овој лик. Овој лик, кога доаѓа во фамилијата на Накови и Џикови, во Врбица, им му е тетовирано крст на челото. Навистина не знам како успеал овој лик, а ќе кажам кој е, да го отстрани на стари години крстот кој што беше тетовиран на чело, за да биде вајка и да биде чувана од непријателите на Македонија. Накови и Џикови. Владо Павлов знае точно кој е овој лик, а и вие знаете, и
И точно знам зашто е ова битка што ја спроведувате. Најпрво поради овој лик и второ поради имото Теремија. И тоа не е од денес. Сватот на Иноспектар и отцов од кого што е купен овој имот и таткото на снаата во кај Иноспектар, фамилијата, поради неговата мајка не се осудил ова имот да го продаде на Накови. Но го продал на фамилијата која што потекнува од овој лик. Од тој ден до ден денес, мојата фамилија и претходно, каде што се случува големото издајништво на 9 од мојата фамилија, мои дедовци, а издајништвото се случува господа Накови и Дзикови на платото на Осоговските планини, местноста Лопен, каде што вие сте имале бачила. Издајништвото на фамилијата на Павлови од Павле Гаврадев и познатата поборка од 9 булки, каде што една булка носела по 2 товара злато, за конишување на малото царче во Рила во 1911 година завршува со масакар и издајништво на Дзикови и Накови, кој што во тој временски период имале бачело на Лопен, а сите вие сте сведоци денес со некои турски тапи како ова влашко лоби мафта и има за цел да го земе цело Осогово, пониква, како наводно дека тоа е нивна собственост. Затоа што отоманите им даделе бачила да бидат овде на Осоговски планини. Издајништвото на мојата фамилија, на моите дедовци, започнато од местноста Лопен, каде што Дзикови и Накови имале бачило. Овој лик го споменувам не случајно, затоа што овој лик, македонци мои, има нешто посебно во крвта кај Владо Павлов. Овој лик има уште нешто многу поголемо, за кој што морам едно по едно да ви објаснам и да сватите дека ова држава во сенка од влашкото лоби на чело со Накови и Дзикови и сите останати не е случајно. Овој лик кој што го гледате, без мајка и татко, го донесуваат да живее кај Дзикови и Накови во село Врбица Кочанско, на сметка на нивната ќерка Марија, која што била однесена на школување во Трново, Бугарија, и оттаму Марија станува подосна сопруга на Александар Караџорџевиќ. Или во превод, кралицата на кралството на СХС Марија Караџорџевиќ потекнува од Дзикови и Накови. И немојте да ги подценувате. Јас воедно овде ќе ги прашам повторно дали алкалоид во времето на СХС е под капата на Марија Караџорџевиќ и дали истата таа е најголемиот наркодилер заедно со Александар Караџорџевиќ на опиумот од Македонија.
Овој лик, ова детенце без мајка и татко, доаѓа да живее во фамилијата на Накови и Џикови во село Врбица, на сметка на нивната ќерка Марија, која што подоцна станува краница на СХС. Овој лик, кој што го гледате, уште еднаш овој лик, македонци мој, подоцна од Накови и Џикови, доаѓа во фамилијата на Павлови денешни. Тоест овој лик, македонци мој, станува сопруга на единствениот преживеан од Павле Деорадев, кој што имал само 9 години кога го убиваат неговиот брат Ѓорги на 14 години и уште осумина од фамилијата на Павле Деорадеви. Овој лик всушност подоцна е сопруга на синот на Павле Деорадев, единствениот преживеан Јане. Овој лик кој што го гледате на сликава, кој што е донесен без мајка и сопруг, син на Павле Деорадев, единствено преживеан од поборката на 9 масакрирани, од издајништво на Накови и Џикови, каде што имале бачило на Лопен и каде што се носел транспорт на Царство Македонија, 18 товари злато за користување на малото царче Ѓорги во Рила. Поборката не стигнала до Пулталија, каде што требало Јане Сандански да се приклучи на поборката и заедно поборката со Павле Деорадев, Јане Сандански и Таска Серскиот Сер да дојдат на Рила за кронисување на малото царче и создавање на Царство Македонија. Ова секако никој нема да ви го каже, но Накови и Џикови знаат од кого потекнува Владо Павлов. И затоа бе жесток притисок врз сите нас македонци. Од ова влашко лоби, каде што мојата прабаба била посинета без мајка и татко и живеела во фамилијата на Накови во Врбица, Кочевско село, на платото, каде што е Бајонска Гиза, каде што Накови и Џикови формираат бугарско и влашко мало, откако дошле протерани од Али Паша, фамилиите нивни, од територија на денешна Грција. Уште еднаш, овој лик подоцна станува собственик на атарот во Кочани, каде што живее Владо Павлов. Ликот кој што го гледате и што го вклупуваме со незиниот лик е лик кој што го спроведуваат од Русија, каде што генералот Вранглер заедно со белогардијци со уништувањето на Руското царство доаѓаат во Белград, каде што добиваат заштита од Александар Караѓорđević. Но еден лик од Белград го донесуваат да живе од јасно, појасно на кого смета не само Владо Павлов и на кого смета крвта што ја носе Владо Павлов
Во сите овие нарачани сценарија, кој што стои секташката организација и поклониците на Молохот, и оние кои што се секаде околу вас, кои имаат за цел и навидум успешна цел да го погребат градот на светлината од каде што треба да започне осветлувањето на целата земјина сфера и на целиот свет. Затоа моето мото останува. И во интерес на моето мото ја пренесовме пораката до сите балкански народи и до сите славенски народи, а таа е вака: тој што ќе помогне на Македонија, ќе помогне на цел свет. А тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија. Пораката е испратена до сите наши браќа славенски со на цел да биде спасено Кочани од оно што му се прави од 2024 година, кога ова радоволчени го украде символот на Македон, цвеќето на животот, символот на вистината со кој што се поврзани многу народи, символот на вистината со кој што е поврзан и Александар, и Клеопатра VII, и Исус Цезарион, и Романови. Символот по кој што започна новиот код на Да Винчи е градот Кочани. Помнете и не заборавајте зошто се прави сето ова против Владо Павлов и дали Македонија ќе биде земја од каде што целиот свет ќе започне со осветлувањето на светлината, а тоа не е возможно да започне од онаму каде што Цинци Легија ди Рома ја запечатува и го става во густа темнина, нашиот цар на царевите и крал на кралевите. Во чест негова, неколку дена пред 16 март, Всеславенскиот собор беше и одржа нашата поворка на љубовта, нашата поворка на светлината, затоа што деновите кои што беа дадени, освен што ги погребаа дечињата и направија коледе во 2025 година на денот на раѓањето, тие ова година ни го погребаа и градот со се оно што се правеше и со се оно што денес се случува во Македонија, во сите градови, и ширењето на ова негативна енергија која што ако не го направивме тоа, кое што го направивме пред на локалитетот на љубовта, на локалитетот на онаму каде што љубовта убива, во Кочани ќе беше многу пожестоко, со многу поголема негативна енергија, бидејќи оно што доаѓа не смее да биде поврзано повеќе со темни луѓе, со сето оно што се праве и со сето оно што се праве овие 2000 години. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Пораката за новиот код на Да Винчи и вистината околу Романови, тесно поврзана со денешна Македонија и Кочани, е испратена онаму каде што треба да биде, со Владо Павлов и сите негови браќа, пород, кои што беа 8 дена низ Македонија и го насловија како поход низ Македонија, и тоа е тоа што секој македонец го заслужува во иднина, да биде ослободен од канџите на сите сатанизирани суштества кои што демнеат и владеат во целиот свет, а тоа го прават со помош на Македонија. Да живее Македонија, љубов, љубов и само љубов. Јас сум за суверена Македонија, не северна, а вие македонци,
одете по патот ваш, си знаете најубаво. Во Македонија. Тој лик имате убав ден. Љубов, љубов и само љубов. Новиот Владо Павлов од 2005 година останува ист. И се што му правите, и што сакате во иднина да му правите, ве прифаќа со љубов, како и до ден денес. Сите оние кои не сте со Владо Павлов, сте служители на секташката организација која што има длабоки корени во Македонија, уште од времето на СХС, позната како Црна рука. Останете и бидете нивни поклоници, затоа што на вас ви смета светлината и љубовта која што е всадена кај сите нас македонци уште од времето на Македон, преку Александар, преку Клеопатра, Исус, па се до романови кои што потекнуваат од Птолемиди и од Клеопатра и од Исус и кои што се обединети сите заедно повторно да се вратат во Македонија и од Македонија да започнат со нова љубов, со нова сила за спас на целото човечанство од сето оно што ни е надвиснато, од ова што се прави во интерес на Молохот, во ова голема битка против Молохот ќе започне од Македонија како секогаш и овој пат. Да е вечна Македонија! Јас сум премиере Тино за суверена Македонија, не за северна!